Драга моја амбасадорке Агилер, вие во Македонија не сте дојдени за ништо друго, освен да го смените уставот и да ги ставите бугарите внатре. Со што ќе направите Македонија утре да нема устав онаков каков што заслужува и Македонија да почне да пука по шавови и да се распаѓа. Не сте дојдени, драга моја Агилер, ниту за борба со корупцијата, ниту за борба со ДУИ, кои што гледаме дека 20 години ја узурпираат Македонија. Напротив, дојдени сте да си ги завршите вашите американски работи и со тие ваши американски работи да си ги заштитите американските интереси. Вас, господјо Агилер, вие гајле и за македонскиот народ, и за македонската култура, и за македонскиот идентитет. Што се вели, ви свирка. Уопште не сте заинтересирани за ништо што е поврзано со борба со корупцијата. Тоа ви се само финти, пиар финти, со кои што вие, господјо Агилер, се обидовте на еден многу приземен и ефтин начин да ја заинтригирате македонската јавност и македонецот, таков како што го дал Господ, верува на се, да се поверува дека вие ќе се борите против корупцијата. Чавка на чавка очи не и вади. Нити ќе пипнете во ДУИ, нити али ќе му фали влакно од белата коса, нити пак некој од СДСМ заедно со оној зајак од нивни што ја продаде цела држава и што сега ни соли памет колку бил тој паметен, ќе лежи затвор. Напротив, се обидувате да ги притиснете пратениците од ВМРО, за да ви гласаат за вашите планови. А утре ќе се чудиме кога бугарите ќе ни побараат се, буквално се, и тие да ја раководат државата, за тоа што внатре имало 100.000 или 150.000 бугари. Не сме ние будали што не го подпишувавме законот и договорот 12 години. А сега дојдовте вие, најпаметните, и ќе ни кажете дека бугарите треба да влезат во уставот. Нека влезат македонците во бугарскиот устав и нема проблем, ќе влезат и бугарите во македонскиот устав. Така да, господјо Агилер, не им продавајте заушки на македонските граѓани дека сте дојдени да се борите со корупцијата. Вие сте дојдени да си ја завршите својата работа и работата на албанците и бугарите. Чао и поздрав од Будимпешта.